Ваша ексцеленција, Анке Холштайн, амбасадорка на Германија, почитуван Волган Айхер, генерален менеджер на Маркарт, почитувани представници на менеджментот на компанијата, почитувани представници на медиумите. Ми причинува навистина големо задоволство, секогаш кој имам можност да посетам компании кои се двигатели на економскиот раст во земјава, кои вработуваат, кои инвестираат, како во современа автоматика и механизација, така и во човечки капитал, кои растат тука во нашата земја и извезуваат за светските брендови. Таква компанија е и германската Маккарт, која постои на пазарот речиси 1 век, пример за успешна приказна која стартувала со 2 вработени, за денес да е глобална компанија со 21 локација на 4 континенти, со повеќе од 10.200 вработени и продажба од 1,3 милијарди евра. Неосомнено го кажувам ова на самиот почеток на мојата изјава, бидејќи сакам да дадам мотив до сите предприемачи, до сите наши млади и паметни умови и во услови на најголема криза во поновата историја која што ја гледаме, да вложуваат во своето знаење и да не се откажуваат од реализацијата на идеите и на своите планови. Во денешниот свет на глобализација, на развој на машинството, дигитализацијата и роботиката, можностите се неограничени, а државата е тука да ги отвори пазарите, факултетите, да работат на програми за размена на студенти и трансфер на знаење. Владата е силно посветена на унапредување на дуалното образование, а фабриката Маккарт е еден од партнерите кој што веќе има воведено посебен оддел, каде што заедно со ангажирани наставници се спроведува дуалното образование, преку кое што обезбедуваат како усовршување на нашите граѓани, на нашите ученици, така и обезбедување на квалификувана работна сила за нивниот производствен процес. За време на обиколката на производството на компанијата разговара високоработените, кои што произведуваат производи со висока додадена вредност, работат со најсовремена и најнапредна технологија, со запазени сите услови за безбедност и за здравје при работа, и дополнително тука се води грижа и за заштитата на животната средина, бидејќи се навистина имплементирани сите системи за заштита на животната околина од секој аспект. И во услови на најголема светска криза, бројот на вработени расте, така што во овој момент тука работат 670 наши сограѓани, кои произведуваат делови за автомобили за реномирани брендови како што се BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Opel, Porsche, Lamborghini и имаат просечна плата од над 500 евра. Тоа е и целта на владата, минимум 30.000 денари просечна плата, а статистика ги регистрира податоците и просечната плата во земјава веќе се доближува до 30.000 денари, која што е целта која што си ја зададовме. Паралелно со тоа растат и минималната плата, во која што веќе е 18.000 денари, а воведовме и методологија со која истата континуирано ќе расте и во иднина. Дополнително државата ги поддржува и ги субвенционира компаниите да ја зголемат минималната плата до нивото од 18.000 денари преку поддршката која што е овозможена согласно со законското решение. Со планот за економски раст, односно преку мерките за законот за финансиска поддршка на инвестиции и со инструментот на фондот за иновации и технолошки развој, само во 2021 година македонското стопанство е поддржано со 48,5 милиони евра, а целта е да може да се отворат производствени капацитети и технолошки капацитети во државата, кои што не само што ќе произведуваат финални производи за крајни купувачи, меѓутоа ќе можат да станат и партнери на вакви странски компании кои што навистина се со високо технолошко производство како што е Маккарт во Република Северна Македонија. Уште еднаш посакувам успех во реализацијата на плановите на менеджментот на Маккарт, на вработените им посакувам напредок во компанијата, а оваа германска инвестиција е само уште една потврда за добрата деловна соработка меѓу двете земји и континуираниот раст на трговската размена. Верувам дека со засилено темпо Маккарт и другите компании во државата ќе растат и во иднина. Ви благодарам.